Добре дојдовте на уште еден дел од видеата кои се поврзани за вежби за ниво А1. Во првите два делови ја учевме германската азбука и буквите. Во третиот и четвртиот дел ќе учиме за спелување на германските букви и ќе постојат и петти и шести дел поврзани со азбуката во кои ќе го учиме изговорот на буквите. Во овај дел, како што кажавме, учиме за спелување на германските букви. За полесно да го научите, односно да го извежбате ова предавање, потребно е да го имате гледано видеото од предавањата за ниво А1, кое е поврзано со германската азбука, поточно вториот дел. Ке започнеме со буквата А, која исто на македонски се спелува како А. Пред да започнеме, да споменеме само дека најчесто спелувањето во германскиот јазик се користи кога спелуваме нашето име или презиме. Но за полесно да извежбаме, во ова видео ќе дадеме пример зборови кои ќе ги спелуваме со ред, за секоја буква. Еве ги дадените зборови за буквата А. Прв е зборот ауген или очи. Се спелува со ред секоја буква како А, У, Г, Е, Н. Следен е зборот анфанг или почеток. А, Н, Ф, А, Н и Г. Следно аст, А, Р, Ц, Т, апфел како А, П, Ф, Е и Л. Следен е зборот абенд или вечер. А, Б, Е, Н и Д. Анцуг, костум. А, Н, Ц, У и Г. И на крај глаголот arbeiten. А, Р, Б, Е, И, Т, Е и Н. Ова се некои од зборовите на буквата А кои вежбаме спелување. Следна е буквата Б која се спелува како Б. Да видиме примери. Б, У, Ц, Х. Е зборот бух или книга. Следно зборот бруда. Б, Р, У, Д, Е, Р. Следен е зборот бал или топка. Б, А, Л, Л. Глаголот бакен. Б, А, Ц, А, Е и Н. Банане. Б, А, Н, А, Н, Е. Бирне или круша. Б, И, Р, Н, Е. Боне или граф. Б, О, Х, Н и Е. Забележувате дека не е тешко. Потребно е само да се вежба. Одиме со следната буква, тоа е буквата Ц. Се спелува Ц на македонски. Кафе. Ц, А, Ф, Е. Следно кауч. Ц, О, У, Ц, Х. Забележувате ли дека спелувањето е поинакво на буквите отколку читањето во зборот? Исто некои букви се изговараат различно кога се во збор до одредена друга буква. Тоа подетално ќе го учиме во петтиот и шестиот дел кои се поврзани со азбуката. Следен е глаголот чекен. Ц, Х, Е, Ц, К, Е, Н. Кузине или братучетка. Ц, О, У, С, И, Н, Е. Карактер. Ц, Х, А, Р, А, К, Т, Е
и Р. Клоун C L O V I N. И компютър C O M P U T E и R. Следно е буквата D. Еве ги зборовите. Прво е даме, D, A, M, E. Глаголот данкен, D, A, N, K, E и N. Дамф или пареа, D, A, M, P и F. Датен или податоци, D, A, T, E и N. Денкен, глаголот мисли, D, E, N, K, E и N. Датум, D, A, T, U, M. И дауа или траење, D, A, U, E и R. Следна е буквата E, која се спелува како E. E, S, S, E, N. Ај или јајце, E, I. Ајс, мраз или сладолед, E и S. Einladen, глаголот поканува, E, I, N, L, A, D, E, N. Echt. E, C, H, T. Бројот 1, E, I, N, S. И е ман или сопруг, E, H, E, M, A, E, N и N. Одиме со следната буква, тоа е буквата F, која се спелува како F. Прв е зборот фарбе, F, A, R, B и E. Фрај или слободен, F, R, E и. Фиш, F, I, S, C, H. Флајш или месо, F, L, E, I, S, C и H. Абелн глаголот, F, A, B, E, L, N. Фрухт или овошје, F, R, U, C, H и T. Последниот збор за оваа буква, фиба или температура, F, I, E, P, E, R. Следна е буквата Г. Гелб или жолта боја, Г, Е, Л, Б. Гесте или гости, Г, А умлаут, С, Т, Е. Габелн глаголот се двои, Г, А, Б, Е, Л, Н. Букен или дирка, Г, У, С, К, Е и Н. Глаголот ген, Г, Е, Х, Е, Н. Зелена боја или грун, Г, Р, У умлаут, Н. И грас, Г, Р, А, С. Одиме со следната буква, тоа е буквата Х, која се спелува како Х. Х, А, Р. Глаголот хенген или виси, Х, аумлаут, Н, Г, Е, Н. Следен е зборот худ, Х, У, Т. Хеншен или пиле, Х, аумлаут, Х, Н, Ц, Х, Е, Н.
Хунд или куче. H-U-N-D. Хија во превод овде или тука. H-I-E-R. И глаголот halten во превод држи. H-A-L-T-E-N. Со буквата И, која се спелува исто И. Прв е зборот игел. И-Г-Е-Л. Идеја. И-Д-Е-Е. Зборот их или јас. И-Ц-Х. Инјекцион. И-Н-Ј-Е-А-Т-И-О-И-Н. Идентитет. И-Д-Е-Н-Т. И-Т. Аумлаут. И-Т. Идол. И-Д-О-Л. И имбис. И-М-Б-И-С-С. Тоа беше за буквата И. Следна е буквата Ј, една од буквите кои најчесто ја грешат почетниците при спелување. Ј, А. Следно јахт. Ј, А, Ц, Х, Т. Јаке. Ј, А, Ц, К, Т. Јега или ловец. Ј, аумлаут. Г, Е, Р. Јарецајт или годишно време. Ј, А, Х, Р, Е, С, З, Е, И, Т. Односно месецот јануар. Ј, А, Н, У, А, Р. И јар или година. Ј, А, Х, Р. Следна е буквата К. Опф е првиот збор или глава. К, О, П, Ф. Енен, глаголот познава. К, Е, Н, Н, Е, Н. Ни или колено. К, Н, И, Е. Картофел, компир. К, А, Р, Е, О, Ф, Ф, Е, Л. Кезе или сирење. К, аумлаут. С, Е. Егел или конус. К, Е, Г, Е, Л. И кинта во множина деца. К, И, Н, Д, Е и Р. Одиме со следна буква, тоа е буквата Л. Прв е зборот лимоне. Л, И, М, О, Н, Е. Л, Е, И, Ц, Х, Т. Лајхт или лесно. Танк или долго се спелува на следниот начин. Л, А, Н, Г. Глаголот лезен. Л, Е, С, Е, Н. Сличен глагол, глаголот лебен. Л, Е, Б, Е, Н. Глаголот лернен. Л, Е, Р, Н, Е, Н. И последен глагол за оваа буква, лахен. Л, А, Ц, Х, Е, Н. Има уште неколку букви, а останатите ќе ги спелуваме во следното видео. Следна е буквата М, која се спелува М на македонски.
мюзик или музика. M-U-S-I-K. Маус или глушец. M-A-U-S. Глаголот müssen. M-U-Umlaut. S-S-E-N. Глаголот machen или прави. M-A-C-H-E-N. Бандел или бадем. M-A-N-D-E-L. Глаголот möchten или сака. M-O-Umlaut. C-H-T-E-N. И меа или море. M-E-E-R. Следна е буквата N. Прв е зборот најн, во превод на македонски не, се спелува како N, E, I, N. Нахт или ноќ. N, A, C, H, T. Набел. N, A, B, E, L. Нах во превод кон. N, A, C, H. Глаголот немен или зема. N, E, H, M, E и N. Нет, љубезен или фин. N, E, T, T. И нец или мрежа. N, E, T, Z. Ово беше се за ова видео, односно за овој дел. Ако ви се допадна, кликнете лайк. Ако забележивте некоја грешка во спелувањето на овие зборови, слободно напишете во коментар. Исто така можете да се обидете да го спелувате вашето име и презиме во коментар на ова видео. Во следниот дел ќе ги учиме спелувањата на останатите букви од германската азбука. Очекувајте следно видео за кратко време.